И дојдовме до крајот на оваа официјална трета сезона на Што го врти светот, но прва на телевизиските екрани. Ви благодариме што бивте со нас затоа што за вас вреди да се создава. Што го врти светот го почнавме како мала иницијатива на Сдруженијето Змај, каде што сакавме да докажеме дека и во Македонија и од Македонија може и тоа како да се врти светот и да се создаваат прекрасни големи работи. Она што сакавме ние да го докажеме е дека не е вистинит оној начин на размислување да му умре козата на комшијата, туку напротив. Ние веруваме во тоа дека е добро комшијата да има 10 кози, сите да работиме добро и понатаму да направиме од истите млеко или нешто слично. Сакаме продуктивна економија која што ќе расте и ќе оди напред и во која што и работниците ќе бидат добро платени, и компаниите ќе добијат светски меѓународни пазари и се надеваме дека во тоа навистина ќе успееме. Овие неколку епизоди видовме и слушнавме од се по нешто, од култура до економија, буквално сите индустрии ги издискутиравме, а имаме уште огромна листа од 100 гости што би сакале да дојдат во Што го врти светот. Може да замислите, нема така малку. Оваа епизода ќе гледаме комбинација, колаж од сето она што беше кажано изминатиот период, а што не го видовме во претходната колажна епизода за нова година. Се прашуваме дали и колку македонците и особено младите инвестираат на македонската берза. Дали ако инвестирате на меѓународна берза или на домашна, ќе заработите повеќе или помалку средства. Кој е македонецот кој работи за Pfizer? Дали Тамара и Тијана навистина се расправаат или пак тоа е повеќе некој тип на медиумски циркус кој што се случува околу нив? Многу прашања, многу одговори, прекрасни гости. Уживајте. Кажи ми, што би сакал оваа година Дедо Мраз да ја донесе на македонската економија? Одговорни политичари. Нешто полесно? Па не, бидејќи она од Финска, мислам дека многу полесно може да ни донесе такви отколку нешто друго. Со елфовите да спакуваат по некој одговорен политичар. Добро, ова интересно звучи. Што значи одговорен политичар во економија? Ајде многу малку да начнеме на тема политика. Кои би биле одговорни политики за економија за 2026? Тие кои го гледаат пред се јавниот интерес и интересот на граѓаните, а помалку бизнис интересот. Затоа што кога сте на таква одговорна функција, една од функциите на државата е редистрибуција на доходот. Што значи тоа? Да води сметка да не се концентрира богатството во одредена група само во одредена мала група на луѓе. Така што од економски гледнан аспект добар политичар во финансии и економија треба да биде и политичар кој што се води од интересите на граѓаните и на општеството многу помалку, многу повеќе отколку на било кои други интереси, бизнис или партиски. Кои од работните места што сега ќе ти ги прочитам, дали може да ни кажеш, ќе бидат целосно заменати од вештачка интелигенција, ќе ги работи човек во соработка со некаков формат на апликација или што и да е на вештачка интелигенција, или пак сепак ќе останат комплетно човечки. Стоматолог. Човек со вештачка интелигенција. Сметководител. Вештачка интелигенција. Аптекар или фармацевт. Човек со вештачка интелигенција. Добре. Филмски актери. Кај уметноста најголемата булка за сите нас со вештачката интелигенција. Би сакала да можам да кажам само човек, но веројатно реалноста ќе покаже дека и едно и друго. За жал. Писател. Создавач на текстови вештачка интелигенција, писател како уметник човек. Интересно. Работник на лента. Претежно вештачка интелигенција, мислам дека ќе може робот, ќе може да се автоматизира многу работни места, но не сите. Паметен робот. Енолог, тоа се оние кои што ги препорачуваат вината со јадењето, и преведувачи. Машина со човечки допир, бидејќи сепак постојат текстови и јазички концепти, стилистика, која има еден хумана димензија јазикот која ќе мора и човек некаде да ја погледне. Старосната структура е следна. Над 80% од имателите на овие акции се постари од 50 години.
Мислам дека бројката е 83%. Ова не го очекував. 83%. Значи, само 17% се помлади од 50 години. Мислам дека во оваа деценија од 30 до 40 години се уште 10%, што ќе рече дека до 40 години во моменталните акционерски друштва во Македонија има само 7-8% акционери. Ти кажал ли некој некогаш тебе дека не можеш? Не можеш, ти немаш шанси ова да го направиш или и како си му одговорил во тој момент? Татко ми. Кога аплицирав на Харвард и сега рече ако те прима тебе, јас мече во планина ќе фатам и уште го чекам мечето. Да, бога ми. Те примија заврши се во ред. Се имате некогаш скарано во однос на, не знам, сака решила Тамара, не можам веќе, ова ми е претешко, ќе се откажам или ти си решила, премногу се занимавам со музика, јавен живот, ќе се повлечам и другата да ја рече станувај на клоци и оправи се и продолжи дале. Секојдневно ние се клоцаме. Не клоцањето. Секојдневно ние се бустаме, секојдневно. Не постои баш многу добар, што ме мотивираш да ве поканам заедно, многу добар рил изгледав на TikTok. Природно, ама мислам дека има право дека као девојките што имаат сестра или брат за сапорт сериозен за поддршка, 10 пати можат да се посилни, затоа што кога ќе паднеш имаш кој да те стане, па макар и на клоци. Така е, разговорот со неа некогаш ми е како терапија. А некогаш ми треба терапија после низиниот разговор со неа. Ето, тоа ми се случува многу често. Али секојдневно се бустаме ја и она, мислам. Например? Па во секој поглед, дали приватно, дали професионално, знаеш, мислам, она ми е критичар најголем, прво на неа ќе ја пуштам да чуе, прво, знаеш, ми е битно она што ќе каже. Мислам, она многу добро ме познава, можеби пред некој ден дури рече, ја те познавам, човече, поише го ти самата себе, што Да, си. тоа верувам. И такви некои Ја ситуации. прва ја зема фураце, бе, аман шо И ти. такви некои ситуации, знаеш, Ја се доведува постара да по некоја природен тек на настаните, да се исконсултираме една со друга и да си кажеме што мислиме искрено. Се блокираме редовно, тоа е да така. разбереме. Јуки не. Немој сега и тоа ќе се проверува Блока, како ова блока, другото. блока, блока, Да не се блокира. Facebook, блока, Instagram, блока. Кажи ми што би му дал на еден човек кој тврди дека е готвач да провериш дали на вистина е добар готвач? Може ли 3 категории? Може. Секако прво би му дал одреден облик на јадење поврзано со јајце. Еве, нека биде омлет, многу ќе видиме по тоа како му пристапува на јајцето. Второ, ако зборуваме у наша, да речеме, у наша традиционална кујна, секако ми би дал нешто поврзано со ориз. Тава ориз. Значи да видам како го разбира оризот и како ќе ни, еве, нека биде тава пилешка со ориз, како ќе ни го принесе оризот. Фер. И број 3, ако се уште се движиме у наши граници, секако би сакал да видам што мисли на тема баклава и како би ни ја принел избалансирана баклава, не многу блага, крцкава. Да. Еве, тука би видел многу. Во што го врти светот, силно веруваме дека нашите креативни индустрии имаат огромен неискористен пазар. Веруваме во тоа дека нашите актери се навистина врвни во она што го прават, а исто така и сите филмски работници. За ова и за многу други теми зборувавме со актерката Наталија Теодосиева. Наш гостин беше и директорот на Grand Auto во Македонија, кој што се обиде да ги погоди сите модели на Форд, дали успеа во тоа, секако ќе видите во продолжетокот. Зборувавме и за останатите теми и за тоа колку е важно да го зборуваме македонскиот јазик во вакви популарни формати кои што ќе се споделуваат на најразлични платформи. Бидете така и уживајте во следните разговори. Еве го првиот. Се надевам дека го гледаш, таму ќе го покажеме поубаво. Првиот, за среќа можам да го погодам одма, затоа што еден од моите војковци, што мислам израснав со нив, го имаше исто во возило, само во плава боја, тоа е Форд Таунус. Да. Да, и затоа и го знам. Добро. А ова жолта лепота. Вакво имам исто во канцеларија една, значи од тие убави колички што си ги собирам, би требало да е Капри. Капри?
Форт Кортина, мислам дека. Добро, скрешивме. Ама добро, слични се Да. многу. Баш ги разгледавме преска. Ова за моја среќа не можам да не го погодам, затоа што имам убава приказна за него како модел. Тој е F150, меѓутоа за во Европа, за кај нас се продава како Ranger, што е помала верзија, да. И кај него имавме страв пред многу години, кога почнавме да го носиме, као директоре, немој да го носиме овој скап, не го купуваат, не го сакаат, конкуренција. И јас со тоа каков што сум си, реков, окей, ајде порачуваме 10. И тие, не, 10 многу е, не, викам, 10 порачуваме, па ќе видиме, тоа е 2014-15. И од тогаш стварно го продаваме многу добро, затоа што возилото вреди. И тој мој осет за тоа возило се покажа дека е точен и си го продаваме Рейнџерот, а ова е F150 за амерички пазар, поголем. И? Ова е убаво возило, затоа што ова возило требаше мојот покојен татко да го купи во Белгија у тоа време, тоа е Ford Scorpion. Добро. Да. За крај. Ова, сега го погledам, ова би требало да е некоја фиеста, ама не знам дали е фиеста. Ова е Форд Да. Фестива. Добро, не фиеста, фестива. Непознат модел сега. за мене. Да. Нешто на тема на забава е сепак. Да, фестина. Добро. 3 погоди, значи ме победи овој Добро. пат. Кажи ми, како го негуваш јазикот и кое е значењето на македонскиот јазик за тебе, за до тоа ниво сепак да го негуваш и покрај тоа што некако, не мораш, а гледаме дека некако го напуштаме јазикот, особено по младите генерации. Еве, забележувам и во ова излагање, токму поради студирањето знаат да ми влезе некој натрапник, некој србизам или англизам и лично не го кажав ова нели на глас, меѓутоа ми пречи обврска кон јавноста. Говориме пред многу илјадна публика. Да. Одговорноста е македонскиот јазик да го говориме правилно и стандардно. Блаже Конески, нели, можеби е најпознатата јазикот е нашата единствена татковина, меѓутоа македонскиот јазик за мене, кога се говори стандардно и правилно, еден од ако не и најубав јазик на светот. Македонската книжевност е богата, полна со добри автори, кои што со своето творење, помладите особено тоа знаат да го кажат, нели, јазикот не ни е доволно богат. Авторите со своето творење го докажуваат токму спротивното. Апсолутно. Одлика на мојата индивидуалност е да говорам вака на македонски. Намерно и го сузбивам скопскиот дијалект, типа и не ми се допаѓа можеби ниту еден дијалект, меѓутоа нели некако скопскиот е земен за некое повисоко место, а на другиве луѓе кои што говорат на други дијалекти, некој знае и да ги подценува, без разлика, дијалектите се дијалекти, меѓутоа во јавен настап стандардниот македонски јазик треба да предничи. Обично некој кога е доктор се поистоветува за се со да кажеме таа позиција во општеството. Можеш ли да се замислиш да работиш нешто друго, а да не е медицина? Можам. Сега ќе ти поставам неколку прашања да ми кажеш дали овие работи би можел да ги работиш, никогаш не би ги работел, или да, дефинитивно, ако не е медицината. Наставник од 1 до 4. Да. Суфлер во театар. Да. Сакам театар, така да. Туристички водич. А па тоа има многу патувања. Секако нема човек што не сака да патува. Домар во планинарски дом. Од една страна да, заради природата и обкружувањето, а од друга страна можеби не поради веројатно предпоставените периоди на изолација. Да, малку е изолирано. Кои што од една страна можеби да бидат добри, ама од друга страна така да двојбено. Еве сега спротивно, DJ. А да. Секако. DJ е, нели, Забавна професија која што сите сме сакале да дадеме, или понекогаш на некоја забава сакаме ние да дадеме наш белег со музиката која што ќе биде. Ја осакаш публиката вака што сака или не? Ја што сакам, вие кажете. Обично не. Нема нарачки. Да. Стендап комичар? Да. Добро. Да пробаме, не се. Па, и смејата е лек, така да наоѓам тука некоја поврзаност и секако многу ги
поздравувам и ги почитувам луѓето кои што преку смеата се трудат да ги расположат или да им олеснат секојдневие на луѓето. Поздрав до сите наши прекрасни стендап комичари и фала што правите превенција и ни помагате да се излечиме. Архитект. Една од интересните професии додека бев средношколец кои што сум ги размислувал е таа, но сепак избрав медицина, а дали би работел? Да. Добро, значи ова тие што учат се архитектура, електромедицина, во принцип. Добро. Па да, и Преведувач. И од кој јазик ако да? не би работел преведувач. Ајде едно не имаме. Ајде, да. Добро, кустос во музеј. Да. Метеоролог. Надве сум по тоа прашање дали би работел Може метеоролог. би. Може би. Добро, судија. Не. Така и си мислев. Не мора. Протокол? Не. Каскадер? Па сум авантуриста. Возев велосипед, маунтен байкинг, еден период од Значи животот може. со каде што спустовите ми беа посебно драги, така да, може би. Интересно, и радиоводител за крај. Или подкастер. Зошто да не? Што да не, време е да се Уживав почне денес, следен пат. така да. МНТ е најголемата куќа. Како ти го замислуваш идеалното искуство на одење во театар и публика во МНТ, нели, бидејќи Како сепак публика? Како публиката, какво искуство ти би сакала да има околу твоите представи, на твоите представи, што да и се случи? Па секогаш сакам прво да дојдат дотерани. Добро, значи ние одиме тренерки во театар. Не одиме во тренерки во театар. Најубавата облека. Да. Тоа е првиот знак дека ја почитуваш уметноста и тоа што некој го направил за тебе. Се шалам. Публиката да го доживее во театар е чувството на задоволство пред се и на некој начин привилегија. Затоа што мислам дека е многу интересно во животот да наблюдуваш некој тук живот, а тоа е публиката во театарот. Ние сме 100% во моментот додека изведуваме представата, 100% сме спонтани и ние на некој начин ги доживуваме одново работите и на некој начин работите стануваат наши лични. И големо е задоволството да го гледаш тоа. Завршуваме со третата сезона. Знаете кое прашање им го поставивме на сите? Што го врти светот? Ајде да видиме што одговорија. И наетот. Храбрите и силни луѓе. Технологијата. Човечката амбиција, стравување и фрустрација. Добрите намери. Мокта го врти светот. Според мене светот го вртат многу возила, меѓутоа секако љубов и здравје. Нашата постојана потрага по себе си. Ерос и Танатос. Да ги симплифицираме, значи човековата желба за љубов да создава и човековата желба за насилство да уништува. It's people. It's really people. It's human interaction. Ако ова ви изгледа како музички спот, тоа е затоа што снимивме 19 од нив. Лайв сесии со македонски музичари. Во Македонија на вистина се создава врвна музика, постојано и редовно, од најразлични области. Не би биле змаја ако не проверивме што се објавува на нашите медиуми. Ние веруваме во податоците и во истражувањата и анализите, па така нашата анализа покажа дека недостига разновидна македонска музика. Од Владко Стефановски до Симон Трпчевски, Лепи Соли, Тоше Проевски и многу други музичари кои што на вистина го освојуваат регионот од најразлични музички жанрови, на вистина треба да се гордееме со нив. Но како да создадеме нови вакви генерации? Така што ќе ги представуваме пред публиката на медиумите. Ние го направивме првиот чекор, но листата со музичари кои може и треба да ги снимиме е уште подолга. Најмалку уште 20 требаше да бидат снимени и се надеваме дека во некоја следна сезона ќе бидат. Ние го потигнавме првиот чекор. Останува на нашите колеги да ја донесат повторно македонската музика, забавна, поп, рок, народна, на екраните. Еве што слушавме изминативе епизоди. Уживајте! Поп музика. Кейт Буш во моментов.
моментално мене мојот свет ми го врти новите музики на Тамара. Мене ми го врти светот новиот албум на Рей. Мојот свет го врти мојата музика пред се, а потоа и се она што го носиме лајв на нашите настапи. Па моментално го врти музиката која што ја слушаат моите деца. Ако во колата се вози Калин, нас не врти Ит. Ако се вози Никита, не врти Кацај. Музиките. Акција. Многу песни сум отпеала, а баш сите мои стихови, сите биле љубовни, полни со депресија и тага, и една лага голема. Тогаш нека чујат сите што ги боли болката што нема име, тажна љубов, срекна песна, еве ти слушни ја. Еден ден ке ме молиш, ке ме сонуваш, баш тој ден ке ме сакаш и прогонуваш. Ти и јас, такво нешто не се случило, а кај си и што си, со кого не сакам да знам. Да ба 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 не сакам да знам. Сега нека чујат сите што ги боли болката што нема име, тажна љубов, срекна песна, еве ти слушни ја. Еден ден ке ме молиш, ке ме сонуваш, баш тој ден ке ме сакаш и прогонуваш. Ти и јас, такво нешто не се случило, а кај си и што си, со кого не сакам да знам. Браво, браво! Не можеш да го видиш, да го чуеш, да го допреш. Не можеш да го сватиш, да го пратиш, да го фатиш, да го фатиш.
никогаш, нема никогаш да те видам. Немам сила да ти покажам. Немам сила, јас немам сила, но ја имам песнава. Ти си само мојот герој. Нема никој како тебе. И ми не достигаш, ми не достигаш, ми не достигаш. Ти си моја света вечност. Се ме потсеќа на тебе. И ми не достигаш, ми не достигаш, ми не достигаш. Нема да те видам пак. Нема никогаш, нема никогаш да те видам. Немам сила да ти покажам. Немам сила, јас немам сила, но ја имам песнава. Ти си само мојот герој. Нема никој како тебе. И ми не достигаш, ми не достигаш, ми не достигаш. Ти си моја света вечност. Се ме потсеќа на тебе. И ми не достигаш, ми не достигаш, ми не достигаш. Ти си моја света вечност. Се ме потсеќа на тебе. И ми не достигаш, ми не достигаш, ми не достигаш. Ти си моја света вечност. Се ме потсеќа на тебе. И ми не достигаш, ми не достигаш, ми не достигаш. Ти си само мојот герој. Нема никој како тебе. И ми не достигаш, ми не достигаш, ми не достигаш.
знаш за вистина, а сакаш само да ја прикриеш лагата, а зборови ништо не ми значат. Нема никогаш да признаеш дека повеќе ја сакаш од мене и да признаеш јас нема да ти судам. Мене не ми требаш, не, ако не ми дадеш се, цело срце за мене, а ти немаш срца две. Мене не ми требаш ти, ако со неја си бел, со неја продолжи. Да-да-да-ри-па, да-да-да-ри-па, да-да-да-ри-па. Не, јас не би те оставила, но на сила ништо добро не бива, кога не оди и љубовта си оди. Нема никогаш да признаеш дека повеќе ја сакаш од мене и да признаеш јас нема да ти судам. Мене не ми требаш, не, ако не ми дадеш се, цело срце за мене, а ти немаш срца две. Мене не ми требаш ти, ако со неја си бел, со неја продолжи. Мене не ми требаш ти, ако со неја си бил, со неја продолжи. Да-да-да-ри-па, да-да-да-ри-па, да-да-да-ри-па. Кога еднаш си почувствувал дека таа е за тебе подобра, само продолжи и не толку тешко. Кога еднаш си почувствувал дека таа е за тебе подобра, само продолжи и не толку тешко. Мене не ми требаш, не. Мене не ми требаш, не, ако не ми дадеш се, цело срце за мене, а ти немаш срца две. Мене не ми требаш ти, ако со неја си бел, со неја продолжи. Мене не ми требаш ти, ако со неја си бил, со неја продолжи. Да-да-да-ри-па, 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 ба-да-да. Јано, Јановице, каде ти е Јане? Јано, Јановице, каде ти е Јане? Јане ми отиде на Кајанина, Јане ми отиде на Кајанина. На Кајанина мостои да прае, на Кајанина мостои да прае, мостои да прае, камили да врват, мостои да прае, камили да врват.
Сите овие 3 сезони создаваме за вас, затоа што вие не следите, не гледате, кликате на нашите видеа и ни коментирате. И редовно стануваме подобри благодарение на вас. Затоа, ако сакате да не поддржите и да следите што е следно на што го врти светот, стиснете subscribe на YouTube, заследете не на Facebook и на Instagram. А на телевизија Телма сакаме особено да и се заблагодариме за тоа што ја вида и ја сподели нашата визија и заедно го создававме телевизиското издание на Што го врти светот и можевте да не гледате тука секоја недела во 17 часот. Ке се дружиме многу наскоро. Веќе за ова лето ви подготвуваме нови интересни содржини. Ве сакам сите!